Во секојдневието на младите од исклучителна важност е балансирањето на храната која се консумира и практикувањето на различни видови физичка активност. Младите од градов денеска имаа можност да слушнат совети за тоа. Како видна храна треба да се консумира со цел да се влијае на доброто здравје на младата личност. Во исто време, според деканката на Технолошко-техничкиот факултет, добро е да се биде физички активен, но сето тоа до одредена граница. На тој начин, смета, младите ќе влијаат на својот правилен развој и зачувување на собственото здравје. Се препорачува дали се тоа спортување од типот на трчање, бавно трчање, интензивно трчање или пак доста поинтензивни спортови од типот на бодибилдингот, по кој што веќе организмот не е само за да добие една посакувана тежина, туку и да постигне и одредена маса на протеини, односно маса на мускули кои што има младата популација. Да не се залажуваме оние слики кои што се појавуваат на интернет, нели, мускулесто тело, дека е само од вежбање и од пиење на некои протеини кои што се, нели, во прашок. Тука факултетот, нели, со својата едукација го насочува младите преку здрава исхрана и здраво спортување, бидејќи и прекумерното спортување, односно прекумерната физичка активност има негативни последици. Анкетите направени помеѓу младите велешани покажуваат дека тие речиси и да не внимаваат на квалитетот и безбедноста на храната која ја консумираат. Поради тоа, дел од нив денеска се запознаа со начините на препознавање на безбедна храна. Здравата храна не значи дека таа е безбедна, велат професорите. Поради тоа, според нив, едукациите на младите се мощно важни, за да знаат што е најдобро за нивниот организам. Младите да можат сами да ги прочитаат декларациите, составот на храната, присутните адитиви и според тоа да одлучат, значи, дали можат таа храна да ја консумираат или па таа храна не е наменета за нив. И задолжителните информации кои со новиот правилник денес се веќе вклучени, односно алергените материи, од кои што голем дел од младата популација веќе се чувствителни на многу алергени материи кои што се присутни во млекото или интолеранции кои што се јавуваат на храната. Едукациите се дел од проектот Здрави навики, здрав живот, чија цел е да ги подобри животните навики на младите луѓе. Истиот на локално ниво го реализираат студентскиот парламент при Технолошко-техничкиот факултет и Советот на млади на општина Велес.